Добар ден, драги ученици од 6-то оделение. Јас сум наставник Бети Гошевска и добре дојдовте на денешнава презентација по математика на часот со наслов Видови четириаголници според агли и страни. Ајде најпрво да се потсетиме што е четириаголник. Четириаголник е многоаголник со 4 страни, 4 агли и 4 темиња. Знаете дека четириаголниците имаат посебни својства и според тие својства ги именуваме. Исто така, досега вие се имате сретнато со четириаголниците квадрат, правоаголник, ромб, ромбоид, трапез и делтоид. Денеска ќе научиме како да ги разликуваме четириаголниците според страните. Според страните имаме четириаголници кај кои што се среќаваат паралелни страни, четириаголници кај кои имаме нормални страни и четириаголници кај кои што страните се сечат. Според аглите имаме четириаголници со остри агли, односно со агли помали од 90 степени, четириаголници со прави агли и четириаголници кај кои што среќаваме тапи агли, односно агли поголеми од 90 степени. Квадрат. Што е квадрат? Квадратот е четириаголник со 4 еднакви страни и 4 прави агли. Правоаголник. Правоаголникот е четириаголник со 2 пара паралелни и еднакви страни и сите 4 агли се по 90 степени. Ромбот е четириаголник со 2 пара паралелни и еднакви страни, но кај ромбот немаме прави агли. Паралелограм или ромбоид е четириаголник со 2 пара паралелни страни, но исто така ромбоидот нема прави агли. Следен четириаголник е трапез. Трапезот е четириаголник со 1 пар паралелни страни. Според страните имаме рамнокраг трапез, кај кој што двете бочни страни се еднакви по должина и тие се всушност краците на трапезот. А страните кои што се паралелни се викаат основи на трапез. Потоа го среќаваме правоаголниот трапез. Правоаголен трапез е трапез на кој еден крак му е нормален на основите. Следен четириаголник е делтоидот. Делтоидот е четириаголник со 2 пара еднакви соседни страни, но делтоидот нема прави агли. За да видиме дали денешниот час е јасен, ајде да ја решиме домашната работа. Да ги запишете имињата на четириаголниците кои што се дадени на сликата.